две балерини, две жени борци, две убавици. Мои многу драги денешни гостинки, особена чест и задоволство, што денеска со мене се Марија Крстевска, таа е балерина, солист во Македонската опера и балет, дипломиран балетски педагог, репетитор, мајка на Стефанија Гаштарска. Таа ни е со нас исто тука, првата македонска балерина која што беше вработена во престижниот Болшој театар. А сега е во Перм. Перм театарот добро познат како велат рускиот звер, кој што најпознатите балетски имиња излегле од него. А ние имаме честа да нашата македонка е дел од нив. Но претходно за подмладокот од Марија Крстевска, кога веќе велиме тука ни е кирката, но ајде да видиме на кого го пренесува искуството. Уживаме во продолжение.
Стоите така. Браво, прекрасни, прекрасни. Ни го разубавивте студиото денеска. Ви благодариме многу што сте наши гости. А сега се разбира креаторот. Да го слушнеме малку повеќе. Марија Крстевска, Стефанија Гаштарска. Се надевам дека ќе уживате во продолжение по нашиот разговор. Благодарам официјално и јавно што ви имам двете гостинки. Стефи, ние тука на одмор, малку на релаксација. Малку на одмор. Така, да, се разбира. Марија, сме зборувале неколку пати. Стефи е дете кој што има високи квалитети. Значи, многу и експерти кои што се занимаваат со танцувањето, со балерините, со целата таа техника, била дека се тоа врвни квалитети, талент од една страна, вродени танцувачки вештини, држење на телото, градба на телото. За нејзе ќе кажеме дека има и харизма неверојатна, дека е родена да биде балерина, но колку од овие мали дечиња можат да се препознаат од толку мали нозе таквите квалитети, за да може да се издвои тоа дете и да се работи со него. Како што беше случајот со Стефи, у суштина, да, и вашата приказна. Да, па Стефи е баш тоа пример дека може, значи од многу малечки, од 5-6 години дури, се гледа кој дете е талентирано и предодредено за оваа професија. Сега, дали и како ќе се развие понатаму, секако зависи од нив самите, од поддршката од родителите, од нас педагозите. Значи, се тоа е една, мислам, треба да се вклопи се за една приказна да биде успешна. Меѓутоа, факта дека од многу малечки им се гледа талентот. Значи, се гледа кој дете има амбиција, кој дете има физичка предиспозиција, сега секако и тоа е менливо. Меѓутоа, во принцип, може да се препознае талент на мали нозе. Марија, вие сте педагог и сега работите постојано со дечињата од една страна, но и со родителите од друга страна. Често пати сме зборувале затоа што и вие сте и во оваа професија. Да. Велите, дали бев јас малку пристрасна кога е Стефи во прашање, чекав другите да кажат да го воочат тој талент, за да знаеме со која силина да одиме напред. Сега, како оди таа со родителите, таа комуникација, кога желбите се од една страна, талентот и можностите од друга страна? Да, јас често кажувам дека најбитно е родителите да бидат реални, меѓутоа и кога не се, ние педагозите или тие малце што сме влезани во оваа професија постручни, да не кажам, сме должни да посочиме дали некој дете треба да продолжи или не. По мене многу е битно правилно насочување на детето, бидејќи доколку не е на вистина способно за балет, а се форсира, ќе има контраефект по мене, значи ќе се створи фрустрација, апсолутно. Треба да се каже, тоа многу јасно треба да отвори очи. Приоритет во принцип, кога зборувам на толку малечки не, пошто секако балетот само бенефит има. Значи, зборуваме за здрава храна, создаваат здрави навики, слушаат убава музика, играат, движењето на телото, работата на мускулите, сето тоа е битно на нивна возраст. Меѓутоа, кога ќе дојде време да се одлучат каде понатака и што понатаму, значи во која средна школа и слично, треба човек да е искрен и чесен и да каже кое дете треба да продолжи понатаму, кое не, за да му создадеме услови за подобра иднина. Кога сме на оваа тема услови за подобра иднина,
кои се можностите за талентирани деца во Македонија? Можности. Секако... Можностите се ова да се воочи, да се отвори патот за надвор. Да, по мене треба да имаат повеќе поддршка младите и од државата и не знам веројатно и од фирми што би инвестирале во културата како што има во спортот, тоа не е случај во културата. По мене треба да биде. Треба да се инвестира во децата. За жал сега инвестираме ние родителите. И тоа што посебно ми е криво што инвестираме за тоа да идат децата да одат надвор. Сепак сметам дека имаме тука квалитетен наставен кадар и ние студијата сме да кажеме филтерот кои деца треба да продолжат. Не по мене тоа е нашата работа. Значи ние не можеме да создадеме, тоа сакам да им е јасно на сите, не можеме да создадеме ние во студио балерини. Значи ние можеме само да сме филтерот, да ја поставиме основата, да ги научиме на тие некои здрави навики, пошто често зборуваме и за храна и за се. Го користиме моментот што сме авторитет кај децата. Така да насочиме во... Тоа е клучот за се понатаму? Апсолутно, да. А потоа да ги насочиме тие што треба во Државното музичко балетско училиште, каде што реално може да се развијат и да се создадат вистински балерини. Така да тоа треба, би сакала родителите да направат разлика што се студијата во принцип, еве ние нели имаме студио и го отворивме се со цел да препознаеме и насочиме таленти и да им да речеме да им ја внесеме таа љубов кон балетот и уметноста, а понатаму веќе треба во државното школо и од тип бидејќи треба диплома соодветна се добие и се понатаму, така да тоа е единствен пат. Стефи, љубовта беше вродена. Љубовта од најмали нозе, но таква упорност, поддршка од твојата мајка, на кој што јас сум сведок и затоа велам јас, таква упорност, таква волја и желба, па јас не сум видела досега за ништо, но во суштина тоа е клучот за патот кој што го изоде. Првото се сеќавам на првото интервју кое го направивме, рече: сакам да ми се исполни желбата да бидам дел од театарот Болшој. Јас тогаш ти кажав, ќе бидеш, а тоа беше екот на короната. Да. Ќе бидеш и тоа толку ти е желбата од една страна, упорноста од друга страна и сега си дел од Перм, кој што е еден од најпознатите театри, и вела дека театрот кој што ги создава најмокините големите имења во балетскиот свет. Каков беше патов? Ова се што го изнакажав. Патот беше многу тежок, како и велам секаде, но ние со мајка ми се изборивме да стигнам до таму. Јас зошто сакав да одам во Русија и да учам таму, нели тоа е колевката на уметноста, колевката на балетот. Јас сум човек кој сака да се бори. Во Русија има огромна конкуренција и јас сакам да се изборам и да се докажувам. Таква сум едноставно. И бидејќи таму има огромна конкуренција, како што кажав, мора да се докажуваш дека ти ја заслужуваш таа улога, да се докажуваш дека ти треба да застанеш во првиот ред и никој друг. И мислам дека кога ќе се го постигнеш успехот сам со свој труд, успехот е многу посладок, да кажам, отколку кога ќе го постигнеш со, не знам, пари, врски, измами и така натаму. И види го дете во мое, го зборувавме тоа, затоа може би и Марија вели, тука се подповлеков да оставам другите да го отворат патот со позитивните забелешки кои што од мали нозе ги дава, но сепак го изоде овој пат сама. Од колку години имаше кога беше оставена сама да почне да се бори? 14 години? Со нејзини 14 години ја остави баш пред портите на Пермското школа. Тоа е еден вид траума за мене. Мислам, од една страна многу убаво. Но видете таа траума, што создаде. Стрекна ситуација. Еве можеме во инсертите да видиме што создаде. Да, драго ми е што оваа приказна сега така се раскажува како успешна, бидејќи стварно беше, навистина беше тешко, али се сплатеше. Сакам да ја раскажуваме, сакам да ја потенцираме неколку пати, оти веќе си познато име и презиме. И веројатно помладите балерини ќе те доживуваат како инспирација, но и како доказ дека ако сака се може, така, и дека ние дека сме некоја мала држава, некаде не толку позната, но сепак имаме големи имиња, таленти, само треба да им се отвори патот, а ти отвори еден пат за помладите кои што можеби ќе го искористат.
надеваме дека ќе го искористат. Значи, верувам дека контактираат. Навистина има таленти што треба да се поддржат и ние им стоиме на располагање и со искуство и со контакти и со себе. А советите се се. Точно, и би ми било драго да се пробие уште некоја балерина, секако тоа нема бидат многу, меѓутоа има стварно поединци што може да се пробијат. Кои заслужуваат. Велам дека си дел од Перм, најпознатиот нарекуван театар Звер, а ти сведочиш на истото дека е така. Таму културата е многу поинаква од тука. Кога те прашав дали те препознаваат на улица, сакаш тоа да ти се случи, затоа што едноставно се доживуваат поинаку балетските уметници. Точно, уметноста кај во Русија многу повеќе се цени него тука, но сепак дали ме препознаваат, почнуваат веќе да ме препознаваат, почнуваат балетските критичари се повеќе и повеќе да пишуваат за мене, па дури еве публиката што оди на мои представи пишува на социјалните мрежи колку си поминале убави, така убави зборови што многу ме мотивира и ми е многу мило. Така колку години имаш сега, Стефи, извини? 22 имам сега. 22. Да. Така да се уште сум млада да ме препознава, да кажам, на улица, ама целам кон тоа. Сакам да биде така, еве како Плисецкаја, например, Маја Плисецкаја, дури тие што не се во балетот, ја знаат. Така да сакам тоа да го постигнам. И јас сакам тоа да се случи. И ќе го постигнеш. И знам дека ќе го постигнеш. Овие 6 месеци ве ги гледаме и низ инцерти беа плодни, може така да кажеме, во театарската сцена. Може да се каже, 2024 ми почна со една голема премиера, така важна премиера за мене во балетот, во представата Ла Бајадер или на македонски Бајадерка, улогата на Гамзати, која што е многу поразлична од било што сум играла до сега. Така во кој дел поразлична? Карактерот на улогата. Карактерот на улогата е... Мислев дека во делот на техника... Па техника но сум играла исто така технички тешки парчиња. Но ова беше многу поинако затоа што улогата, карактерот на оваа улога на Гамзати е многу спротивен на тоа што сум навистина јас. Јас сум тивка и така, Гамзати е многу по друга. Многу пати сум кажала дека си како лебед. Буквално, Кажавме дека Русија е колевка на културата, на уметноста, уметниците поинаку се препознаваат, поинаку се ценат таму. Кој од тие светски имиња, спомена, но кој од тие светски имиња со кои што имаш и контакти е твој мотив и инспирација? Со кои имам контакти? Не, подобро и со кој што немаш контакти. Но сега имаш прилика некако повеќе да ги видиш веројатно и од другата страна, да ги запознаеш. Тоа е точно, но најголема инспирација за мене се старите балерини, морам да кажам, тие што играле порано како Маја Плисецкаја, Максима. Кој има нивната улога сега? Дел од тие постарите со кои што контактираш, со кои што се со тебе. Тие се сега педагози во овие, педагози или педагози во театар или во академиите што се во Русија, дали во Добро, веројатно советите се оние клучните кои што... Клучно, нормално. Тоа што го пренесуваат. Добро, она што сакав да прашам сега кога контактираш со делот оние кои што се повозрасните, дали се променети нештата кога тие биле на сцените и кога пишувале историја и сега, оти времињата се менуваат, но веројатно тие стандарди кои што се поставени таму и затоа е толку значена и затоа велат Русија колевка на уметноста, традицијата се следи, се пренесува. Нормално дека сите педагози сака да го пренесат своето знаење на своите ученици, нормално. Сега балетот се менува. Нормално техниката сега станува многу поважна од уметноста, што е тажно. Малку е тажна, но чекорите се тие така да го пренесуваат само своето знаење. Чекорите се поусовршени, а уметничкиот дел малце... добро, не се мислев ќе ми кажеш дека малку се менуваат работите во поглед на можностите. Оти сега некако можностите, еви и за тебе можеме многу побрзо да слушнеме преку социјалните мрежи. Отколку некогаш, нели? Мислев можностите ќе кажеш дека тие се главно кои што се сменети. Па и тоа секако, меѓутоа и балетот генерално се менува, апсолутно. Добро, тоа е добро? Така како го доживувате? Во одреден смер е добро, тоа што збориме од техничкиот аспект е добро, меѓутоа од уметничкиот мислам дека на новиве балерини младиве малку им фали тој дел. Се заборава на изразот. Фокусот е на техниката, а не на душата, што се вика. И затоа Стефи ми е драго и мене, мислам тоа она сама си реши, повеќе го следи примерот на
старите балерини, како што кажа Плисецкаја, Максимова, затоа што они играле со душа. И тоа е нешто што сега тешко може да се пренесе, него можеби така може да се усвои преку гледање на видеа, значи тој некој манир она пробува да си го примени и некако да го врати тој дел што недостасува во сега, мислам во поново време да кажеме. Добро, тоа си миња врежани во историјата, се надам дека твоето име вака так. Ќе го пишува. А веќе историјата почнува да се пишува. Но добро, има ли заинтересираност за балетот кај нас? За ќе зборуваме еве како ќе направиме споредба. Марија прво за кај нас, па Стефи ќе направиме споредба. Да. Драго ми е што има, навистина има заинтересираност. Значи тоа што можда ми е криво што нема и меѓу момчињата, значи повеќе ке девојчињата е љубовта воопшто, да, љубовта на балетот. Балетот генерално повеќе се поврзува со девојчиња, не е така. Значи секако потребни се и момчиња, меѓутоа уште постои така тоа, нели? Дека момчињата треба на фудбал, девојчињата на балет. Меѓутоа, многу ми е драго што балетот станува се попопуларен и драго ми е што децата веќе се фокусираат на уметност, на физичка активност, што е крајно потребна, посебно во период кога се развиваат, и да не е балет, и да е нешто друго. Да, јас многу ми е драго што родителите се повеќе поддржуваат физички активности ке децата, бидејќи стварно на тие години е многу битно. Не е само интелектуалниот дел, тука се развива телото. Апсолутно, да. Балетот е идеален за развивање на телото ке девојчињата, за да добијат таа елеганција што ќе остане после и понатаму. Да им работат мускулчињата правилно, грбчето го држат исправено. Еве вака Стефи како што седи, а јас неколку пати се тоа со балетот се постигнува, да, и затоа значи баш апелирам да родителите и момчињата нормално да ги запишуваат на физички активности, да не е за балет нешто друго, латино, танци слично, меѓутоа да се активни децата. Се учат на здрави навики, често зборуваме во студио за здрава храна, што е многу битно. Здрав начин на живот, тоа е нешто што ќе остане понатаму. Значи ќе си го применуваат цел живот и тие навики за вежбање и сето тоа останува. Така да балетот пак ќе кажаме е привилегија и голем бенефит за децата. Каква е заинтересираноста во Русија? Верувам многу поинаку. Да, па исто така заинтересираноста е огромна во Русија, затоа што балетот е така позната професија таму. Но би кажала дека како што има и девојчиња, има и доста момчиња. Доста момчиња се запишуваат на балет. И морам да кажам дека тие се во предност што сите тие академии познати како Ваганова, Болшој им се блиску, им се тука. Тие се родени таму, живеат таму, а на мене ми беше малку потешко да стигнам до таму, така да тие се во предност што имаат толку добри школи блиску до нив. Така да тоа е тоа. Би сакала со Марија да заокружиме за тоа дека подготвувате концерт. Да. Каде, кога, како? Ова е групата која што ќе биде ќе настапи на концертот. Да, концертот е во Македонска опера и балет. На 11. Почетокот ќе биде во 18 часот, така да повикуваме сите што сакаат да ги видат овие прекрасни балерини како ќе блеснат на сцената на Македонска опера и балет, да дојдат. Сите информации можат на нашата Facebook и Instagram страница да ги добијат. Драго ми еве сега им дадовте можност да се покажат, да им биде така да им помине стравот и стресот, што нормално таа тремичка им е присутна, меѓутоа како и новогодишниот, така и овој концерт се надевам дека ќе помине прекрасно и ќе бидат многу горди на себе и балерините, и нивните родители и останатата публика. Јас се надам дека ќе биде така отворен вие патот секогаш да дојдете кај нас, отворени ви се портите, да. И кога и намерно и ненамерно, да, ве чекаме тука, ми направивте чест што бевте и двете мои гостинки. Благодарам. Благодарим и ние, навистина многу стално. Мислам навистина секогаш се сеќавате на нас и не викате и драго ни е да гостуваме ке вас во емисија секогаш. Успешна работа ви посакувам, а Стефи тебе те очекувам да повторно да те видам на некој, да се воодушевам на некој слики, снимки, се што треба, како блескаш на сцената. Ќе ви праќам се. Да, се да пратиш, ако не пратиш, мајка ти ќе прати, ќе стави. Да, ние следиме. Јас сум пиар од случајов. Да, само продолжи. Ги пуштивме ние девојчињата што треба да одат на екскурзија. Добро, фала ви. Благодариме. На крај ви благодариме за убавиот разговор при крајот од утринската програма.
Девојки, наши лепотици, благодариме и на вас. Благодариме. Ја разубавивте емисијата денеска и секако оваа покана важи и за вас. Во секој време сте добре дојдени во студијата на Македонската радио телевизија.